Менаџери од Хрватска рекрутираат млади луѓе од земјава за работа во тамошните туристички места, во време кога гостителско-туристичкиот сектор во Северна Македонија се соочува со сериозен недостаток на стручна работна сила. Ова ќе биде уште еден голем удар за нив. Веќе агенциите од Хрватска и луѓето кои посредуваат при вработување за во Хрватска се веќе на територијата на Охрид и веќе се почнати со интервјуја и превземање на работната сила, што значи дека огромен број на вработени веќе во март ќе бидат заминати во Хрватска и Охрид ќе се соочи со недостиг на работна сила уште во март. Игор е само еден од многуте кој наместо во туристичката индустрија во земјава својата кариера ќе продолжи во странство. Добив менаџерска позиција во Швајцарија. Швајцарија мене ми понуди еден систем на работа кој јас многу го почитувам. Ќе работам како менаџер на ресторан во градот Цирих. А угостителите, ако сакаат да ги задржат младите, ќе треба да го одврзат кесето и да нудат плати слични на оние во Хрватска. Главни виновници се угостителите затоа што тие не вложуваат во капацитетите на самите работници. Едноставно ја подценуваат работна сила. Вие ако имате еден келнер кој што познава два јазици, знае добро да сервира, ви го продава менито, достоинствен, може да му верувате, одговорен на својата работа, вложите во него и дајте му пари исто како што Хрватска ги плаќа. Стигна момент каде што немаме готвачи, сите келнери се заминаа. Хотелиерите признаваат дека причина за заминувањето се пониските плати, но имаат свое објаснување за тоа. Ама ниските плати се резултат на ниските цени, ниските цени се резултат на нискиот стандард и тоа е се еден круг кој што за жал засега не можеме да го одврземе. Ако пребарувате во еден Дубровник, цените за сместување се над 100 евра на ден, а во еден Охрид се 30 евра, не? Разликата автоматски ја диктира нормално и платава која што ќе се даде на персонал. Нормално не е никакво оправдување, не? Јанчева вели дека секторот кој што работи сезонски само неколку месеци во годината не е во состојба да исплаќа плати како во западноевропските држави. Заменик председателот на владата Фатмир Битики неодамна рече дека напролет ќе се отвори дискусија за отварање на пазарот на труд, односно за вработување на странци во земјата со цел зголемување на конкурентноста, но експертите велат дека тоа нема да го реши проблемот, особено ако се носат лица од далечни дестинации. Тие луѓе кои што би дошле од Бангладеш би биле можеби добри за тие работни со ниска квалификувани потреби. Меѓутоа туризмот повторно ќе остане како гранка каде што ќе нема доволно персонал, затоа што тие се луѓе кои што имаат базична јазична бариера, не познаваат јазици. Тие никогаш не може да бидат на позиција а немаат квалификација да бидат готвачи или да го покријат местото на рецепционер или да го покријат местото на келнери. Последните години угостителите недостатокот на кадар го надоместуваат со средношколци. Дополнителен проблем е и се помалиот број млади кои се запишуваат во средното угостителско училиште или пак на факултетот за туризам. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.